Вашите цели се вашиот живот. Навигацијата никогаш не била моја силна страна. Лесно се губам. Затоа веќе извесно време имам систем за навигација на мобилниот телефон. Пред да тргнам, знам каде сакам да одам. Ја знам мојата цел. Ако не знам како да стигнам таму, ја вклучувам навигацијата. Понекогаш, дури ако знам како да стигнам, сепак ја вклучувам. Често ми покажува подобар пат, така ќе поднаучам нешто. Повеќето луѓе не ја одредиле својата дестинација. Немаат цели. Некои мислат дека имаат, но всушност немаат. Говорникот ги праша луѓето од публиката кои се нивните цели. Еден човек ренал рака и рекол дека сака повеќе пари. Говорникот му дал $1. Задоволен ли си сега? Насмејано го прашал. Вашата цел мора да биде определена и мерлива. Например, до следната година ќе намалам 20 килограми. Ќе почнеме со неделни семени излегувања. Во наредните 5 години ќе заработувам по $100,000. Секој април ќе правам систематски преглед и така натаму. Пред неколку децении Универзитетот Харвард вклучил дел од студентите во истражување, за да види колкумина од нив поставиле цели во животот. Излегло дека само 3% имале цел, додека останатите 97% немале. По 30 години истражувачите ги побарале учениците за да видат дали им успеало. Тие кои што поставиле цел успеале да заработат. Во финансиска смисла, колку сите останати заедно. Значи, колку повеќе сте пододредени за вашата иднина, толку се поголеми шансите дека ќе остварите. Целите ја носат иднината во сегашноста. Невидливото го прават видливо. Ако го оставите животот на случајноста, тој ќе продолжи безцелно да тече. Не можете да ги следите координатите што не сте ги поставили. Во 11-тиот час не ќе може да се свртите и да речете дека животот не бил праведен со вас. Не, вие не сте биле праведни со животот и со себе. Патувањата ги организирате до најситниот детал. Со која авиокомпанија ќе летате, во кој хотел ќе престојувате, кои места ќе ги посетите, но со вашиот кутар живот се однесувате како со неуреден кревет. Секој пат кога ќе го здогледате се чувствувате одвратно, а сепак не го местите. Вашиот проклет кревет нема сам да се намести. Сите победници имаат цели, и тоа големи. Сакале да го сменат светот и точно знаеле што е потребно за промената и како да се изведе. Уште од почетокот ги наместиле координатите, потоа се фатиле за работа. Нивниот сон бил толку живописен во нивните умови и срца, така што за нив се остварил уште пред да стане очигледен за другите. Погледнете ги Едисон, Панкраст, Ганди, Мартин Лутер Кинг, Роза Паркс, Кенеди, Мандела и Стив Джобс и многу други. Нивниот сон бил нивниот компас. Тоа бил целиот нивни живот. Тие повеќе би сакале да им го земат животот отколку сонот. Ја прашале Хелен Келер како е да се биде слеп. Ова бил нејзиниот одговор. Единственото нешто што е полошо од тоа да се биде слеп е да се има вид, но не и визија.